Дали внетрепартиските игри и несогласувања во власта ги плаќаат граѓаните на Куманово, градот кој стана најопасно жариште на коронавирусот во Македонија. Од вчера заразен со COVID-19 е и градоначалникот Максим Димитриевски, кој пак иако пред неколку дена се тестирал, во средата беше во контакт со многу луѓе, а меѓу нив и политичкиот врв на државата, како и медиумските работници кои снима изјави од него, додека пак тој говореше без маска на лицето, што е контра препораките за заштита од COVID-19. Очигледните несогласувања во СДСМ стануваат уште позабележливи во текот на минативе денови. Димитриевски секојдневно ја напаѓа власта, бидејќи не го удоволува барањето за карантин на Куманово. Тој ова го повтори и во гостувањето во Заспи ако можеш на Алфа телевизија. Куманово на 22 бара кризна состојба, на 23 бара веќе повисоки, 23 март бара повисоки мерки, а од пред некој ден побаравме и карантин во посебни услови. Министерот Филипче, кој моментално е во самоизолација, откако во средата имаше средба со Димитриевски, го нападна првиот човек на Куманово, бидејќи не кажал дека се тестирал. Сакам да кажам дека ние носевме целосна опрема со тие соодветни маски. Зошто не сме биле известени, јас сега во овој момент не можам да кажам. Мислам дека прашањето треба да го одговорот на ова прашање треба да го барате од присутните таа. Покус не остана ниту Димитриевски, а го запраша Филипче и зошто толку многу доцнат резултатите. Информираност треба да има во рамки на Министерството, бидејќи Министерството е тоа кое што го зема брисот. Министерството е тоа кое што врши анализа и Министерството е тоа, тоест органи кои што се директно под Министерството го даваат резултатот назад, а моето прашање зошто тестовите не само на штабот, на граѓаните на Куманово доцнат толков долг временски период. Техничкиот премиер Оливер Спасовски најави дека државниот здравствен и санитарен инспекторат ќе проверуваат дали имало пропусти во организацијата на состанокот во Куманово. Тој надополни дека доколку знаеле дека членови на кризниот штаб се тестирале, немало да дојдат на состанокот.